Веќе сме во вториот дел од ова утринско издание на Деница, а ќе продолжиме и со тоа што денеска го имаме како наша тема на која што ќе зборуваме, а како што најавив и на самиот почеток, ќе зборуваме малку повеќе за работата со надарени и талентирани ученици, а токму на оваа тема утрово со нас во студиото ги имаме и за ова ќе зборуваме со Мирјана Лавуровска, педагог во основното училиште Свети Кирил и Методи, а ја имаме и Михаела Стефановска, 6-то оделенец токму во ово училиште. Се надевам дека пријатно се чувствувате во нашето студио и ќе ви посакам добре дојде. Добро ве најдовме, добар ден за сите и за гледачите на Мега телевизија. Некако после се сумираат сите оние резултати од учебната година која што помина, па таман ни е време некако да ги сумираме и да позборуваме малку повеќе за сите оние ученици кои што во текот на годината се истакнуваат повеќе со учеството на надпреварите, со сите оние освоени места. За почеток само ќе ве запрашам да одиме од почеток на оваа тема. Што е надареност, а што талент кога се во прашање учениците и децата? Така, секако дека оваа тема е многу широка, може многу да се зборува, но битно е да кажеме дека надареноста е всушност најголемиот природен извор на развој на човештвото. Значи, многу цивилизации се развивале и екзистирале токму благодарение на надарените и на талентираните. Што е надареност? Што е талент? Значи, надареноста, за надареноста многу може да се зборува, ја истражувале многу психолози, значи јас ке се повикам на литературата и на она што психолозите го истражувале. На почетокот се сметало дека надареноста ја има само кај мал број од популацијата и дека таа е вродена, всушност тоа е онаа висока интелигенција. Меѓутоа, подоцна, со текот на времето, истражувањата покажуваат дека и средината, односно педагошкиот момент, образованието, допринесуваат за оригинални, креативни решенија, идеи, до кои што самите ученици доаѓаат. И денес можеме да кажеме дека надареноста е всушност интеракција меѓу надпросечна развиеност на интелигенцијата, исклучителна креативност и секако високи постигнувања, високо ниво на постигнување. Значи, денес се сложуваме сите со тоа дека надареноста всушност е некоја поволна комбинација меѓу вродените диспозиции, креативноста и мислам средината која што ни дава оптимални можности да ја развиеме таа креативност и секако само активноста на единката. За кои видови на надареност зборуваме токму кога се во прашање учениците? Да, кога се во прашање учениците можеме да зборуваме за логичко-математичка надареност. Учениците кои што имаат логичко-математичка надареност манипулираат со символи, знаци, со шеми, со предметите може да си ги представат всушност на тој начин преку шема, значи тие имаат способност да ја запомнење, способност за представување на просторот, способност за донесување заклучоци, за да ги пронајдат врските меѓу предметите и појавите. Покрај логичко-математичката способност имаме ученици кои што имаат вербална надареност. Вербално надарените ученици всушност својата надареност ја изразуваат како литературна надареност, како што е случајот со нашата ученичка Михаела. Значи, овие деца творат на рана возраст, пишуваат поезија која веќе излегува и во училишниот весник, си конкурираат за наградни конкурси. Значи, освен, да речам, литературната надареност, кај вербалната надареност имаме ученици кои што покажуваат високи резултати
и се надарени за изучување на јазици. Значи, тоа се ученици кои што уште од најрано детство, можеби уште од градинка веќе почнуваат да учат странски јазици, тие многу убаво се изразуваат, имаат богат речник веќе и кога станува збор за вербалната надареност, можеме да кажеме дека учениците уште од најраната возраст веќе почнуваат со рецитирање, значи тука ќе ги препознаеме преку рецитирањето, а веќе некаде на 10 годишна возраст веќе пишуваат поезија. Максимално се развиваат некаде после пубертетот, можеби во рана адолесценција, кога веќе пишуваат и поезија и проза. Освен тоа, имаме ученици кои што се надарени и талентирани во областа на, да речам, уметноста. Значи имаме ликовна надареност. Ликовната надареност бара секако да биде ученикот, да има висока општа интелигенција. Секако тие имаат талент веќе, значи една специфична способност која што кај нив е развиена, тие можат да ги перцепираат предметите, мануелно да ги изразат преку сликањето, исто така кај нив е развиена способноста за естетско проценување. Кај музички надарените ученици веќе талентот секако се изразува преку нивната перцепција на мелодијата, тоналитетот, секако тие исто и кај нив е развиена способноста за естетско проценување и кога станува збор за музички надарените, веќе тие стануваат интерпретатори на музиката, значи дали ќе биде тоа народна, забавна или опера, мислам се изразуваат како интерпретатори или евентуално како композитори. Значи тука доаѓа до израз нивната надареност. Исто така имаме надарени ученици за глума, за сценски настап, и тоа е посебна надареност, зашто за да излезиш на сцената треба и психички и физички да бидеш подготвен, да имаш добра комуникација со останатите. Значи сепак е тоа еден талент, една посебна специфична способност. Такви ученици имаме. Значи уште од најмала возраст тие деца сами се измислуваат приказни, имитираат, а кога ќе дојдат во училиштето, веќе се членови на драмските секции, учествуваат во драматизации и на тој начин ја изразуваат таа своја способност. Им даваме можност во училиштето, имаме драмска секција, имаме ученици кои во локалните телевизии веќе снимаат некои емисии. Немаат проблем со излегување пред камера, пред публика, да, немаат проблем. Исто така, посебно како талент или како надареност можеме да ја кажеме и надареноста за балет. Јас за жал не знам дали во Битола имаме школа за балет, значи ете тука можеме да кажеме дека некое дете кое што има чувство за ритам, кое што има убаво изградено тело, еластичност и сите тие способности, ако средината не му даде можност, значи ако немаме балетско училиште, нема каде да се развива, да го развива тој значи талент. тоа е тоа што сакав да го кажам, дека талентот се открива, се идентификува, меѓутоа треба да се развива, значи на талентот треба да се работи. Освен, да речам, уметничката надареност, имаме и ученици кои се надарени за спорт, па имаме учениците освојуваат места на пинг-понг, на кошарка, ракомет, шах играат, исто така шахот е многу важен спорт, да речам, каде што до израз доаѓа баш токму таа надареност. Исто така, јас би кажала неколку збора и за надареност за лидерство. Значи, еден вид на надареност е надареноста за лидерство. Овие ученици значи, се идентификуваат кога имаме дебати, кога имаме дебата конкретно за избор на ученичката заедница, значи тие сами си подготвуваат програми преку кои што ги изразуваат своето мислење, своите цели, што би тие направиле кога би биле председател на ученичката заедница, и мислам дека на тој начин учат и си ја покажуваат својата надареност за лидерство. Значи тие имаат богат речник, се борат за другите, демократични се, и тоа е нивна карактеристика.
Кои се карактеристиките, еве ги споменавме сега, така, според да. кои можеме веќе да кажеме дека едно дете е надарено или талентирано токму за ова или за она? Може да се издвојат карактеристики. Значи, надарените и талентираните деца пред се имат богат речник. Значи, убаво се изразуваат, течно се изразуваат, го кажуваат она што е суштина, читаат многу книги, енциклопедии, значи имаат многу познавања од повеќе, од различни области. Тие сакаат да им помагаат на другите, трпеливи се, истрајни до краја завршуваат задачата, имаат повеќе решенија за еден проблем, значи имаат дивергентно мислење. Од една идеја може да развие уште многу идеи во моментот, понекогаш е тешко дури да ги следите што се размислуваат и каде ги води тоа дивергентно размислување. Значи, тие се исто така духовити, имаат чувство за хумор, за сатира, сакаат да помагаат, значи секогаш нивна карактеристика е да речеме емпатијата, односно соживувањето со другите луѓе, сакаат да бидат во кожата на другиот и да му помогнат. Откако ќе се препознаат сите овие карактеристики, мора да кажеме дека многу е значајно и да се предпознаат, да се идентификуваат токму овие карактеристики кај оние деца кои што се надарени, но и да се работи со нив. Еве, ќе ја земеме во случај Михаела, која што кажавме сака да пишува уште од мала и веќе нејзините текстови, нејзините песни ги имаме објавено во училишните весници, а понатаму и во книгите. Да, веќе има издадено. Еве, Михаела, сега јас ќе ја запрашам пред ние да продолжиме токму за ова да зборуваме. Колку работата и тоа што еве навреме беше согледано тоа дека ти имаш талент за пишување, споменавме тука е ликовната уметност исто така и сите оние дипломи кои што ги имаш освоено на многу надпревари досега. Колку ти помогна работата еве и со педагогот и со останатите наставници? Атмосферата во училиштето многу ми помогна да ги развијам моите таленти, бидејќи атмосферата вака ми дава некоја инспирација да пишувам и да цртам, за да искажам моите мислења кон љубовта, кон сите мои инспирации. Од што најмногу се инспирираш еве кога пишуваш или кога црташ? Од она што ти се случува во секојдневниот живот или тука е природата, тука се сите оние други работи? Која е твојата најголема инспирација? Секојдневната атмосфера. Друго, размислувањата зошто постојам, зошто другите постојат. Моите размислувања како можам да се вклопам во средината и да станам на местото на некој друг и да истражам како се случува се од погледот на некој друг, од мојот поглед. И има многу други инспирации кои што не можам да ги опишам со зборови. Еве ќе се навратам пак на тоа. Значи, рековме дека откога ќе се препознаат сите овие карактеристики, многу е важно да се работи со овие деца и да им се посвети повеќе внимание. Значи, како што каже самата Михаела, надарените деца веќе размислуваат за политика, за религија, за раси и такви некои теми кои што еве сама кажа што ја инспирира. Значи, кога веќе се откриени, кога веќе се идентификувани, значи, јас би зборувала малку за тоа како ние тоа го правиме во училиштето, бидејќи тоа е наше искуство и можеби нема некоја формула по која тоа би се правело. Значи, најнапред, да речам, она диагностичко оценување кога ќе пристигне првачето, за да го детето кое што, да речам, се уште нема статус на ученик, ето онај прва средба на детето, родителот и ние вработените од училиштето, мислам педагошко-психолошката служба, наставниците кои што се во комисијата, при запишувањето на детето веќе одма имаме некоја диагностичка оценка до каде, што знае, кои способности се развиени, макар што тоа е, да речам, една првична слика, меѓутоа тоа е добра информација која што ја пренесуваме на наставниците кои што подоцна ги учат овие деца, ученици кои што веќе стануваат, наставниците исто така водат грижа. Многу е тешко да се откријат. Надареноста и талентираноста понекогаш се скриени и не можеме веднаш да ги препознаеме. Затоа е добро кога веќе ќе се препознае пополека да се развива таа способност, тој талент. Значи наставниците штом ќе откријат, разговараме на советите на предметни на оделенски наставници
Исто така во училиштето имаме од предизвестно време професионална заедница во која што членови се оделенските и предметните наставници, секако имаат поддршка од директорот и од стручната служба. Значи, веќе имаме програма по која што вршиме идентификување на учениците, користиме инструменти, значи помошни средства кои што уште повеќе ќе ни помогнат за, да речам, по-прецизно да ја одредиме таа надареност или талент на ученикот. Значи имаме прашалници, тоа се инструменти кои што сме ги зеле од, да речам, стручни лица, од Институтот за психологија, за педагогија, ги користиме, значи прашалници за самопроценка на самиот ученик, кој што сам треба да си кажеш, токму она, што е она што си го препознавам кај мене, а што не можам да го препознам. Значи прашалник за наставникот кој што му предава на детето, кој што со своите компетенции може да каже докаде е детето и колку е развиена неговата надареност. Прашалник за родителите кои што исто така ги идентификуваат способностите на своето дете, а исто така имаме прашалник и за соучениците кои што многу можат да кажат за своето другарче од паралелката. Значи, тоа се начини на кои што ги идентификуваме учениците и потоа со нив се работи. Значи, многу е важна едукацијата на надарените, не смееме да оставиме. Има ли посебна програма според која се работи токму со нив? Имаме посебна програма, меѓутоа можам да кажам дека за жал во нашата држава тие се условите, ние мораме да се прилагодиме на наставниот план и она што ни го дава наставната програма по која што мораме да одиме за разлика од нас во другите земји има специјални училишта за надарени, или специјални паралелки во рамките на некој училиште, можеби специјални програми за работа со такви деца, меѓутоа ние она што го имаме, го реализираме, го исполнуваме и мислам дека има успех. Значи ние покрај редовната настава, во редовните паралелки, учениците кои што се надарени, како што и претходно зборувавме, имаат додатна настава. Значи, тие своите афинитети, своите интереси ги токму тука ги задоволуваат во таа додатна настава, тоа е плюс програма која што се реализира со ментори и наставници. Тие да речем наставниците си имаат своја програма за додатна настава, според која што се реализира. Овие ученици всушност се подготвуваат за надпревари. Постигнуваат високи успеси имаат на сите тие и надпревари, конкурси на кои што учествуваат. Значи, како форма е додатната настава за овие ученици. Еве Михаела овде, јас ќе ја запрашам дека на самиот почеток на разговорот рече дека има освоено и дека има учествувано на многу надпревари досега. На колку се надпревари имаш учествувано и со какви награди и признанија се имаш вратено? Не знам, имам учествувано на многу надпревари и најчесто добивам први, втори награди. И надпреварите секогаш ми даваат посебно значење, бидејќи сакам да го истражам нивниот концепт и да предлабочам суштината на надпреварот и мислењето на тие што го направиле. Во кои предмети најмногу се пронаоѓаш? Рековме овде пишувањето, тука е уметноста. Еве, кога се во прашање надпреварите, каде ти во кои предмети најмногу се пронаоѓаш? Во литературата и ликовното изразување, бидејќи со нив го представувам секојдневниот свет, но и тоа што се крие зад очите на секој човек. Ќе ни прочиташ ли нешто, еве, да слушнат и нашите гледачи, не само ние, што Михаела пишува? Ќе ви ја прочитам прво песната со која што го отворив патронатот на моето училиште. Повели. Гласот на буквата. Ноќ. Стојам под зраците кои течат од звездите. Моите очи гледаат во времето. Времето кое поминало. Слушам гласови од минатото. Слушам тишина од самогласки, неми букви, глас, збор. Слушам светлина која го крши црнилото и бескрајот. Светлина која носи два зраци. Кирил и Методи. Носи гласови кои се читаат. Ја носи нашата азбука.
нашето богатство, основа на сите наши мисли, на сигурноста и храброста. Занесени од убавината на буквите, говориме, глаголиме и именуваме, искажуваме среќа и тага, сигурност и несигурност, страв и храброст. Искажуваме собствен став со модални зборови. Пишуваме и запишуваме собствени и туги мислења кои некогаш имаат големо значење. Ова не е време на тишина. Нашата азбука носи зборови, стихови, песни. Носи бесконечно време, музика која се издига во висините. Носи гордост, искажана со именки и глаголи. Носи среќа, бидејќи е наша. Наша реалност и единственост. Носи поглед кон сонцето, пат кон иднината. Наша азбука. За секогаш. Браво. Освен, еве, Михаела е една од учениците кои што ги имате токму во вашето училиште со кои работите, колку од прилика имате вакви надарени, талентирани ученици? Па во секоја генерација, да речем, имаме и во сите сфери, предпоставувам. И во сите сфери имаме ученици талентирани за хемија, за математика, мислам, од природните науки. Имавме ученици кои што беа и на државни надпревари, на регионалните веќе освоија први места и на државните, така да сметам дека доста успешно учениците си ги поминуваат тие надпревари, па можам да кажам дека нашето училиште на надпреварите од народна техника, конкретно, пошто последно го имавме добиено тој извештај, во градот, мислам не само во градот, туку во регионот, сме на второ екипно место со постигањата на учениците на надпреварите. Со оглед на тоа што ние сме училиште со 400 ученици, значи сепак постигнуваме добри резултати, зашто тие се учениците. Тоа е бројот на ученици од кои што можеме да бираме за надпреварите, значи сепак учениците постигнуваат високи резултати. Да позбруваме малку и за развојот на надареноста. Така. Надареноста секако дека е процес кој што е развоен, кој што трае, долготраен процес, значи мораме да ги имаме предвид, како што претходно кажав, и вродените предиспозиции, меѓутоа и оптималната средина која што ни овозможува да ја развиваме интелигенцијата. Многу е важен раниот развој на интелигенцијата. Значи, тука главна улога игра семејството, родителите се тие кои што први треба да се посветат уште од раѓањето на детето, значи во мозокот, кој што е орган за преживување, за движење, значи се развиваат синапси, оние нервни поврзувања кои што подоцна се основа за развој на интелигенцијата, за развој на надареноста. Значи, на децата треба да им овозможиме да растат на здрав начин. Што значи тоа? Да им овозможиме да се движат. Уште бебето кога ќе се роди, ако главчето не може да го чува исправено, ние треба да му овозможиме потпора, меѓутоа и движење. Кога ќе порасни, да речам, едно дете, кога ќе направи 1 година, кога ќе прооди, треба да му дозволиме да оди, да трча, да се движи, да скока. Па многу пати знаеме ние да ги видиме малечките деца кога се вртат околу себе, па ќе речеме леле му се заврти паметот. Тоа секако е добро за развој на мозокот и за синапсите во мозочето и за развој на говорот. Значи, на децата мораме да им овозможиме игри. Игрите кои што порано беа, да се навратиме, ова не го кажувам, мислам, само од моje искуство, туку сум го слушнала и од професорот Ранко Рајовиќ, кој што е председател на Светската Менса. Значи, движењето, игрите се најважните во овој период. Значи, оние игри кои што порано ги игравме петкамен или скокање со ластик, се многу важни, многу битни во развојот. Значи, во тие игри има и класификација, има серијација, има акомодација на окото, значи, се многу битни и мораме да им овозможиме на децата во раниот развој. Ако имаме во предвид дека до 5-та година се развиваат 50% од синапсите кои што се основа за развој на интелигенцијата, тогаш мораме ова
сериозно да го сватиме. Ако имаме во предвид дека до 7-та година 75% се развиваат од синапсите, до 12-та година 98% и само тие останатите 2% се развиваат до 24-та година. Значи мораме оптимални услови да им создадеме на нашите деца, да играат. Седењето пред компјутер, пред телевизор, со таблетите, значи ние не можеме да го скратиме, не можеме да речеме дека технологијата ќе ја отстраниме. Меѓутоа можеме барем да правиме контрола на нивното користење, затоа што седењето пред телевизор, како што кажав, не дозволува движење, значи нема физичка активност. Ако нема физичка активност, нема развој на центарот за говор, на центарот за прсти, кој што е многу важен, па кога ќе дојдат децата и да негде новите истражувања покажуваат дека 50% од децата идат со неразвиен говор, значи со проблеми со говорот, со дустабан нозе, затоа што не пешачат, не се движат, значи ги ставаме во количка и ги возиме. Мораме нешто да направиме во врска со тоа. Јас апелирам до младите родители, на своите деца да има возможност да се движат во природа, да играат. Може би треба и компјутерот, меѓутоа да биде ограничено, да биде контролирано употребата на компјутери и такви работи. Ја препознаваат ли надареноста родителите или тоа најчесто се случува еве токму кога ќе дојдат тие во училиште? Па, мислам дека ја препознаваат, меѓутоа, да, има родители кои што се сигурни во тоа, има родители кои што се субјективни, меѓутоа надареноста најчесто се препознава веќе во училиштето, затоа што реков некој вид на надареност се јавува во раниот период, да речеме детето може да учи јазици од 3-4 години, математика исто така со броеви да манипулира, да класифицира, да прави серии од некои предмети, да препознава марки на автомобили, например, знамиња на држави, значи сето тоа преку игра може да се постигне и да го научи детето. Меѓутоа, некои надарености се јавуваат подоцна. Значи, затоа во училишната средина наставниците веќе треба да бидат подготвени, да имаат компетенции, да можат да ги препознаат, да ги идентификуваат и да знаат како да ги насочуваат правилно. Значи, надарените треба да добијат поддршка за да одат напред. Михаела, каде ти се гледаш еве во иднина, се уште си млада, 600 оделенец, но сепак за разлика од твоите врсници и со пишувањето и со размислувањето си многу понапред од нив. Каде се гледаш ти во иднина? Може би ќе бидам дипломат, може би докторка или програмерка. Треба да се одлучам, но се уште е многу рано. Во секој случај продолжуваш да пишуваш, да го правиш тоа што ти го сакаш и што најмногу ти лежи, така? Да, тоа ќе ми остане како хоби, бидејќи за секогаш ќе биде дел од мене. Дали имаш уште една песна ти за крај на овој наш разговор да ни прочиташ? Да. Додека еве Михаела ја бара уште едната нејзина песна, јас само ќе ви се заблагодарам што ова утро еве одвоивте време да позборуваме токму на оваа тема, интересна тема која што верувам дека заинтересира многу родители кои што имаат такви деца или оние кои што еве допрва, значи ги имаат како мали дечиња дома и кои што допрва ќе ја развиваат својата надареност и талент кон нешто. Секако, јас исто така ви заблагодарувам што не поканивте да учествуваме и да го кажеме сето ова, макар што многу малку е начнато од оваа тема, многу малку е кажано. Јас би сакала да кажам уште еден начин на кој што ние ги унапредуваме, да речам, во нашето училиште надарените, талентираните деца. Значи, постои акцелерација, тоа законот ни го дава, значи тоа е можност. Едно надарено дете, кое што ќе го препознаеме, побрзо да напредува од едно во друго одделение. Значи, тоа ни е практика веќе неколку, повеќе години наназад, се случува од време на време на неколку генерации да имаме такво акцелерирано дете. Значи, ако почнало првото полугодие прво одделение, покажува исклучително високи резултати, наставничката дава предлог тоа дете да биде акцелерирано, значи да биде пренесено во повисокото одделение. Сето тоа оди со согласност на родителот, па разгледување на наставнички совет, давање мислење од стручна служба и на тој начин законски детето си напредува во повисоко одделение. Тоа сакав да го кажем, како можност родителите да го знаат на децата што се надарени.
Михаела повели. Времето на времето. Времето тече. Продолжува. Како агрегатните состојби на водата. Часовникот врти во круг. Кругот продолжува со други и во други кругови. Часовникот запира, времето не. Може би времето има крај и времето на времето. Само треба време. Драги гледачи, се надевам дека уживавте во стиховите на Михаела и не само во стиховите, туку и во целиот разговор кој што токму еве ова утро го имавме на тема работа со надарени и талентирани ученици. Останете со нас, продолжуваме понатаму со останатите содржини во утринската програма.